Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 139-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии. Во денешното издание на ТВ 103 ќе говорам за една од најдобро снимените серии кои сум ги погледал до крајот на првиот и почетокот на вториот квартал од годината, чиј акроматизам блика со својата убавина која ги крие подмолните игри кои ги спроведува еден прилично злобен лик, кој со цел да си го направи својот живот интересен, одлучува да спроведе низа на запрепастувачки убиствени чинови, жртвувајќи ги неговите новостекнати познајници, кои еден по еден ќе ги ликвидира, инволвирајќи ја и полицијата, што ќе го мотивира да започне да живее двоен живот, само за да може да си обезбеди алиби за времето на извршување на заосторствата во одличната адаптација на значајното книжевно дело, од кое веќе имам реминесцентни екранизации предходно, меѓутоа ниту една не наликува на ТВ серијата Рипли, создадена од Стивен Зелијан за Showtime, односно за Netflix, за која ќе ви говорам денес. А емисијата ја започнавме со моќните рифови на Heavy Temple од композицијата Divine Indiscretion, односно тоа е творба која се наоѓа на нивното второ студиско издание кое гласи Garden of Hiddens, кое е издадено за Magnetic Eye Records, со тоа што ова е бенд кој што свири во Филаделфија, Пенсилванија, како што можете да забележите дека тој психоделичен дум и тоа како го негираат со самиот процес на експериментирање на нивниот звук, меѓутоа се држат во рамките на окултизмот во кој што милуваат да пропагираат и секако своевидна тематика која е врзана до нивниот Dark Tower, нивната Dark Tower визура. Така што од овој албум ќе имаме можност да слушнеме уште една композиција, Хирет, ќе следи во продолжение на емисијата. А доколку сакате да знаете како да не се ослободите од мртвите тела, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, каде се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Рипли е неонуар, психолошка крими трилер серија, која е создадена од страна на Стивен Зелијан, име кој треба да го знаете како сценарист на Шиндлеровата листа, Бандите на Нью Йорк, Mission Impossible, Hannibal, American Gangster, Moneyball, The Girl with the Dragon Tattoo, The Irishman. А во теме рамки се надевам дека се сеќавате на извонредната ТВ серија The Night Of од пред неколку години, на која што е тој комплетен автор, така што неговото име е синоним за квалитет. Во изминатите сезони на ТВ 103, секојаш кога посветував епизода на некоја од сериите на Showtime, ја најавував, вклучувајќи и серијата Рипли, дека е одобрена и дека се снима за потребите на таа продукција и беше очекувано да се појави серијата таму, уште од 2019 година, меѓутоа во изминатите неколку години настана една огромна промена со кабелската телевизија, која требаше да најде начин како да биде конкурентна во стриминг војните, па поради тоа го склопи партнерството со Paramount Plus, образувајќи еден ентитет каде ќе се појават продолженијата на Yellow Jackets и Super Pumped, како и Dexter's Origin, потоа Coercion, The Book of Josie, Mason, спин-офите на Billions и многу други серии. Меѓутоа во процесот на преземање на правата, во тој меѓупериод, Рипли беше продадена на Netflix, така што премиерно се прикажа на најголемиот стример со 270 милиони претплатници, за кој ви говорев изминатите недели за нивната понуда на ТВ серии од мај и јуни, понуда која, иако е мултилингвална, повеќе јазична, не ми звучи воопшто примамливо, освен криминалистичката, не знам, Ерик или па комичната Тајерс или Боткин. Не знам дали нешто друго би погледнал и би препорачал од кај нив во вториот квартал на годината, иако во првиот оваа година има 3 успеси за кои ви говорев во оваа серија, како што се Three Body Problem, The Gentleman и Baby Reindeer, кои што цел свет ги
погледна и таа пристапност на овие 270 милиони домаќинства е причина зашто се толку фаворизирани, толку гледани, меѓутоа содржат титрите квалитети кои се издвојуваат од другите, така што ако засукавте ракавите и почнете да копате во трулиот квантитет кој го нуди стримерот, секако дека ќе пронајдете нешто значајно кое ќе го заслужи вашето внимание. Јас колку што можам одвојувам време, меѓутоа и јас не можам да погледнам и сметам дека не вреди се да биде погледнато од овој стример. Серијата се базира на серијата на романи на Патриша Хайсмит, односно започнати во 1955 година со талентираниот господин Рипли. Ова ТВ серија содржи 8 епизоди, половина се со 50 на минути до 1 час е време трајањето, финалето трае сат и 20 минути, што значи дека за да изгледате во целост ќе ви бидат потребни 8 часа, кои знаат да бидат исцрпувачки, доколку одлучите да ја бинџате. Мој совет секако е дека да се преполови серијата на неколку парчиња или да ја изгледате во неколку наврати. Мене ми беа потребни 3 дена, од по 2,5-3 сати на ден гледање и мислам дека тоа е можеби најбезболната солуција, затоа што на секои 3 епизоди има ново убиство, кое е убав клифхенгер, за да може да се комплетира едно поглавје од самата серија и да се начне ново со последиците на тоа убиство кој што се изнудуваат. Премиерата беше на 4 април, кога беше објавена во целост на Netflix, како што милуваат, нели, да објавуваат, на моје огромно задоволство, бидејќи на тој начин јас можев да одредам колку време имам на располагање да ја посветам и бидејќи тогаш немав, си дозволив да почека ова серија додека не и дојде нејзиниот ред, но кога видов како е снимена, немаше простор за чекање. Не знам по кој пат ќе напоменам дека го фаворизирам овој метод на објавување, затоа што да ја чекам недела за недела не доаѓа предвид, бидејќи ако скокнам недела и ќе заборавам до каде дојде на работата, така што сакав поголема неделна доза од серијата да добијам и кога ја имав на дланка е лесно јас самиот да си дозирам колку ми е потребно за да можам да му дадам овна храна на мојот мозок. Во серијата стана збор за Том Рипли, еден млад човек кој е ангажиран од еден американски богаташ да оди во Италија и да го доведе неговиот син назад во САД. Има тука едно арно ама, кога Рипли ќе се запознае со Дики Гринлиф и го согледа всушност неговиот лежерен живот во италијанското крајбрежје, ќе се спријатели со него и штом започне да го насетува раздерот во пријателството и потребата секој да си оди по други патишта, како и сомнежот за интенциите кои всушност ги има Том со него, ќе го одведе Дики на кајче на Среден море и ќе го убие. Така започнува крвавата трага која ја остава зад себе и ќе започне да бега од град во град, криејќи го и преземајќи го пред се идентитетот на Дики пред властите, но кога пријателите на Дики ќе се заинтересираат за тоа каде е исчезнат нивниот пријател, ќе мора и нив да ги елиминира од серијата, еден по еден, затоа што се премногу љубопитни за да ја дознаат крвавата тајна, која Том се обидува да ја прикрие, меѓутоа Том не смее да дозволи да се доближат до неа. Действието се одвива во 60-тите години на минатиот век. Серијата ја предводи антагонист и големо мајсторство е потребно од секој создател да го мотивира гледачот да се поврзе со негативецот, на кој посведочува на отстранувањето, например, на телата, изведувањето на убиствата, да развие некаква емпатија со него, особено кога мотивите се крајно неоправдани. Така што тоа е огромен залог за секој сценарист да ја развие таа корелација со гледачот и антипатичниот лик, со тоа што секогаш е од помош што згоден и харизматичен актер го глумел овој предводник на серијата во адаптациите, како што е случајот и тука. Проневерите му се најсилно оружје на овој лик, односно преземањето на туѓи идентитети, за да може да има финансиски бенефит од банките. Едноставно Том е подол човек кој подготвен е секого да офрли под воз, само за да може да извлече жива глава пред властите, кои му влегуваат во неговата трага.
A Hard Man to Find, Seven Mercies, Somerso, La Dolce Vita, Lucio, Some Heavy Instrument, Macabre Entertainment и Narcissus се индикативните наслови на епизодите, кои на убав и препознатлив начин го тематизираат пред се водечкото действие во нив. Снимањето првично било планирано во Италија во септември 2020, ама е пролонгирано за 2021. Зелијан ја визуализира во црно-бел формат, бидејќи всушност корицата на книгата на која се базира, која цело време била во негово близина, содржала црно-бела илустрација на корицата и додека ја пишу, односно додека ја адаптирал за потребите на сценариото за оваа ТВ серија, во главата визуелен приказ имала бил на творбата дека треба да биде ахроматски, дека треба да биде црно-бела, токму поради тоа што се врежала, односно се вгнездила таа идеја, односно таа илустрација била доволно моќна за да го даде бенчмаркот, односно да биде траен белег на визуализацијата на серијата која што тој ќе ја адаптира. А тука ќе направиме една кратка музичка пауза и слушаме токму италијански ветерани на Doom музиката. Значи, скокаме од Сад во Италија, каде што ќе бидеме пречекани од UFO Mammoth, односно бендот кој што го издаде својот 12-ти, ако не се лажам, албум, кој што гласи Hidden, односно овие гиганти на Stoner Rock, односно на Doom влијанијата кои што ги имаат. Ќе имаме можност да слушнеме една долга композиција, односно ќе слушнеме Кисмет ја избрав од овој албум, кој е најдобро сведочи за нивните моќни рифови и спори мелодии, и потоа ќе слушнеме Yeast Machine, односно ќе скокнеме на брзина од Италија во Германија, каде што музицираат ови членовите на овој бенд, со тоа што е во прашање Stoner Rock бенд кој го издаде нивниот албум Sleaze, од кој што ќе слушнеме композицијата Universal Avatar и Banshee ќе слушнеме од Yeast Machine. Така што во продолжение ги слушаме UFO Mammoth и ги слушаме психоделичните Stoner рокери со силни гранж влијанија Yeast Machine. Уживајте и потоа ќе се вратам во етер да ви говорам, се разбира, за улогите, односно актерите и актерките кои што ги имаат во ТВ серијата Рипли. Серијата Рипли е предводена од актерот Ендрю Скот, односно него го знаете како Мориарти од Шерлок, згодниот свештеник од Флибек и исто така го знаете по неговите препознатливи улоги во Спектре и All of Us Strangers. Тој глуми Том Рипли, односно антагонистот кој ја предводи серијата, кој го запознаваме како континуирано прави проневери за Профет, а кога ќе биде пратен да го мотивира распуштениот Дики да се врати во сато страна на неговиот родител, под се разбира негови дирекции, ќе се спријатели со него и ќе намирисаат дека нешто не е како што треба со неговото однесување и ќе почне да убива и да ги зазема идентитетите на мртвите за да го тргне сомнежот од него. Одличен е Ендрю Скот за оваа улога, чие брефтање кога треба да се отстрани едно тело и негодување пред се, стана препознатливо за самиот лик, што е вреден избор за правење за еден актер кој ќе остане за паметење за овој перформанс на Рипли. Дакота Фенинг, која што ја знаете од филмот The Runaways, од The Alienist, од War of the Worlds, од Twilight, од I Am Sam, Man on Fire, Once Upon a Time in Hollywood. Таја глуми Марч Шервуд, таа е писателка која живее во карпестото местенце Амалфи, која пишува своевиден патепис за градчето и неговата историја по време на девојка на Дики, која се сомнева уште од првиот кадар на појавувањето на Том за неговите лажни интенции кои што ги има со нејзиниот омилен Дики. Джони Флин, кој го знаете од Ема, од Lovesick, од Stardust, кој си има и своја музичка кариера, глуми Дики Гринлиф, син на магнат од шпедитерска индустрија, боем, неталентиран сликар кој се спријателува со Том, ама почнува да се сомнева во
неговото однесување дека има задни намери, па кога ќе се обиде да се отстрани од него, Том ќе го отстрани него од живите и го преземе неговиот идентитет пред тие кои не го знаат, се разбира. Разгалено богаташче, тешко и тој да ги добие вашите симпатии како жртва, како што тоа е предизвик да го направи самиот Ендрю Скот со неговиот перформанс. Елиот Самер, која е дете на Sting, знаеме од The Gentleman, No Time to Die, односно актерка без презнака, го глуми Фреди Майлс, американски драматург, се тие кои исто така имаат недоверба во Том, односно не му веруваат дека е тоа што се представува и затоа ќе бидат ликвидирани и фрлени во автомобилот од негова страна. Потоа Маргарита Бај, односно ја знаеме од The Station, Not of This World, Days and Clouds, A Five-Star Life, The Catherine in the Big City и Manual of Love, ја глуми синьора Болфи, односно газдарицата на зградата во која што престојува Том Рипли во Рим, каде ќе го убие тој Фреди и го отстрани телото во глуводобата, кој сите места каде што тој пристојува во Рим секако дека остава и сведоци за себе за неговото дејствување. Маурицио Ломбарди е актер кој што знаете од Цитадел Диана, од The New Pope глуми, од Името на розата и од Пинокио на Гароне. Тој е инспекторот Пиетро Равини, инспектор во полицијата во Рим кој започна брканица на мачка и глушец со Том, кој е измамен дека всушност Том е Дики. Со оглед на тоа што сите негови пријатели го знаат, освен тој што не е запознаен со неговиот изглед се до последниот кадар на серијата. Кенет Лонеган, го знаете од Manchester by the Sea, од You Can Count on Me, е Херберт Гринлиф, таткото на Дики, богаташот кој го препраќа Том да го врати Дики во сад, кој штом не погледне иницијални резултати, ќе ги откаже пред се услугите од Том, меѓутоа Том нема да ги откаже неговите услуги од Дики. Ана Куса, која знаете од Multiplicity, A League of Their Own, и од The Informant, таа е Емили Гринлиф, мајката на Дики, сопругата на Херберт, која има рак и сака да го види синот за последен пат. Бокем Вудбайн, кој глуми во Джейсон Слирик, втората сезона на Фарго, во Анерон, Spider-Man, Homecoming, во Рей, го глуми Алвин Меккарон, односно приватен детектив кој се пресретнува со Том во неколку наврати, ангажиран на страна на Херберт за да проучи ситуацијата во Италија, да добие повратни информации. Виторија Вивијани, кој што го знаеме од Кронака ди уна пасион и Миле Боли Блу, го глуми Матео, односно поштар од Атрани, и само да ги напоменеме накратко Луис Хофман, кој го знаеме од Том Сойер, од данска филм Land of Mine и од германската ТВ серија Dark. За него ви говорев кога ја анализирав неа. Тој го глуми Макс Јодер, пријателот на Фреди, богаташ кој се обидува да стапи во контакт со Дики додека е тој во Рим. Фишер Стивенс, кој што глуми од Succession, во оваа ТВ серија глуми Едвард Т. Кавана, односно раководител на банка кој се сомнева во валидноста на подписот кој што го добива, кој наводно треба да биде од Дики, а е всушност од Том. И секако една од итерациите на Том Рипли од филмовите се појавува и во оваа ТВ серија, односно Џон Малкович, кој го знаете од Line of Fire, The Killing Fields, Empire of the Sun, Dangerous Liaisons, Of Mice and Men, Connor, Rounders, Being Џон Малкович, Shadow of the Vampire и Burn After Reading, глуми Ривз Минот, односно прилично сумнителен, односно матен лик кој го има во продолженијата на книгите со кој што Том се пресретнува во Рим.
само начнување на тоа што би можело да следува понатаму со нивна соработка и Ренато Сол Пиетро, односно не го знаете од The Competition и од The Librarians, го глуми Карло, уште еден матен лик кој што се пресретнува, Том Ватрани и Кристина Фонди, односно ја знаеме од Дон Джовани, која што ја глуми војната Доти, односно војната на Том, со која што се допишува во текот на оваа ТВ серија. Правиме тука уште една кратка музичка пауза и во продолжение ги слушаме одличните Uncle Acid and the Deadbeats, уште еден миленик на ова емисија, односно бенд кој што ни доаѓа од Кембридж, односно музицира во Кембридж, во Обединетото кралство, со тоа што скокаме од Германија во Британија, каде ги слушаме овие моќни пред се психоделични стонерок думери со окултистички влијанија, се разбира, како го издаваат нивниот 7-ми студиски албум во нивната 14 годишна музичка кариера. Нел Ора Блу гласи неговото име, од кој ќе имаме можност да ја слушнеме композициите Гиустација ди Страда, односно Лавора Фино ала Морте, и ќе ја слушнеме Вендета, односно очигледно дека гледале многу италијански джиало филмови, се имаат квалитетно навлечено на сето тоа што го имаат Ардженто и Бава работено во минатото од италијанското джиало проминенција, и под тоа силно влијание може да се вброи и овој гоблиновски, ајде така да го наречеме, албум кој што пријатно ме изненадија со неговото снимање, и потоа ќе се вратиме на уште едни думери, односно ги слушаме еден интернационален бенд, така да го наречеме, скокаме низ цела Европа, односно имаат членови од Финска, Кипар и Шпанија, бенд кој што е именуван како Friends of Hell, од кој ќе имаме можност да слушнеме композициите God Damn You to Hell и Bringer of Evil, кои се наоѓаат на нивниот втор студиски албум, кој го носи наслов како композицијата God Damn You to Hell. Така што во продолжение на емисијата и слушаме Uncle Acid and the Deadbeats и Friends of Hell, и потоа се враќам во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што ги има ТВ серијата Рипли. За самиот крај на емисијата сакам да споделам неколку спецификации, односно да направиме на компарација што го правам со секоја ТВ серија врз основа на една систематизација која ја развив за определување на вредностите кои што ги поседуваат, односно не ги поседуваат овие ТВ серии, а Рипли за жал нема најава. Меѓутоа се предпоставувам дека концептот да се задржи на еден 8-часовен долгометражен филм, каде што се нурнуваме во светот и излегуваме на самиот крај, е некаква си замисла, меѓутоа со која што доколку би имало најави би се скршила таа непостојачка илузија која има зацртано Зелиен најверојатно. Меѓутоа не е оправдувам изгубената можност да се направи некаква си кратка најава пред секоја епизода, што може да биде анимирано, може да биде во секаква форма, или да биде само некаков си колаж на илустрација од самиот град или самите места како што се нели каде се отстрануваат автомобилите, односно жртвите во автомобили, во бродови, што и да е. Доволно е само предметите да ги погледнеме за да ги поврземе точките. 8 епизоди, еден сценарист, што значи не ја исполнува квотата од минимум 5 сценаристи, кои мора да ги има според новите стандарди во Холивуд. Со 3 продуценти минимум, а тие имаат 16, така што вторите ги исполнуваат. Стивен Зелиан, Хичкок ли е, Зелиан ли е, тоа е авторот кој што има режирано сите епизоди, на моменти подсетува дека гледаме некаква си модерна итерација на Антониони, меѓутоа имаме еден режисер со една визија, без интерферирање од почетокот до самиот крај. Тој е виновен дали нештото ќе ви се допадне или нема да ви се допадне, а за самиот крај на емисијата сега ќе слушнеме дел од музичкиот избор кој што го направив од музиката кој има работен, односно од самиот скор на оваа серија која работи Джеф Русо, кој е најмен да го работи тој скор, кој него го знаете како еден од најангажираните композитори во сад во поглед на ТВ продукцијата, кој
Минатата година ја работеше Лавен Дет и Мис Дейвис, а претходно има работено музика и за The Man Who Fell on Earth, од кој што имавме можност да слушнеме дел Utopia, работеше на Brave New World, на Warrior Nun, на For All Mankind, го знаете како автор на музиката на Lucifer, на The Act, огромен број на Altered Carbon, да не ја забораваме, огромен број има ТВ серии кои што тој е подписник, како и самата серија Fargo, како и American Gothic, The Night Of, серијата која што Зелиан ја работеше, Channel Zero, Legion, така што неговиот подпис е на сите страни, а во филмските води About Cherry е озвучено со помош на неговите партитури, кој за потребите на ова ТВ серија, односно на Рипли, се држи до класичната оркестрација со гудачки и дувачки свити кои ги надополнуваат премолчаните емоции на Рипли. Има и мандолински секвенции, да се долови медитеранството, се разбира, има и неколку со композиции со одмерен ритам на перкашен и меланхолични партитури на виолина и пијано, меѓутоа главните мелодии се разнесуваат преку гудачката свита, која знае да биде громогласна за да се истакне емоционалниот набој и трилер елементите. По класична свита од Русо добиваме за потребите на оваа серија, која се одвестува, се разбира, на изгледот на делото, со тоа што самотијата и штуроста во дизајнот на звукот се повеќе истакнати и кои стануваат пред се уште една одлика на ова дело, со оглед на тоа што е редуциран говорот во одредени сцени кои го красат, конкретно од Ендрю Скот од неговиот перформанс, заради тоа што се забележуваат само неколку удари на предметите и движењата на телата во простор. Поглед на сценографијата ги имаме, значи, Амалфи, Атранти, Рим, куќи на ридови, тесни италијански улички, хотелски соби за имотни и за сиромашни, кафулиња, вили, односно духот на италијанската архитектура е забележлив насекаде. Поглед на фотографијата, виновникот зашто оваа ТВ серија изгледа толку убаво е никој друг туку Роберт Елсвит, односно него го знаете како човекот кој што е директор на фотографија на Nightcrawler, односно филмовите на Пол Томас Андерсон, потоа тој го сними и Кинг Ричард, и Suburbicon, и Роман Джей, Израел, Esquire, и 8 мм го има снимено Роберт Елсвит зад камерите, така што не е за џабе дискутирањето за светлото на сликите на Карваджо во серијата, со оглед на тоа што Елспид со неговата Алекса Елеф си игра со контрастот на светлината и длабокиот мрак кој што може да го воочиме во прекрасното кадрирање на оваа ТВ серија. Монтажата ја работат Джошуа Реймонд Ли и Дейвид О. Роджерс, односно темпото секогаш ќе биде најголемиот проблем во серијата со епизоди кои што траат 1 сат, ама па и епизоди во кои нема говор со самотникот, со внимание се следи процесот на отстранување на телото. Поглед на мекап и облека, нели, иако духот на 40-тите, како што беше напоменато во извадоците кои ги избрав за оваа емисија, е круцијален за нивниот стайлинг, односно тогашната италијанска мода, сепак действието е ситуирано во 60-тите, така што има еден ретро визионерство, нема надприродни елементи, хумор и еротика ни тоа нема. Во поглед на ефектите има крв, која со оглед на тоа што е црно-бел филм, може да си допуштат да бликне некаква си крвава дамка и да се истакне црвениот колорит во тие моменти во кои што има потреба да се погледне некаква крвава дамка. Секако има интригантна халуцинација кога е Карважо во прашање. Жанровски е неонуар, психолошки крими трилер, ако повеќе сакате, се говори на англиски и на италијански. Поглед на остатоците, времетрајањето на епизоди со елиминирањето на застранувањето во бегството, ќе го решава тој проблем на пролонгирано време траење, се друго си е на место, и перформансот, и кастингот, и действието. Не би се согласил дека е шуплива серијата, со оглед на тоа што има интригантна актерска игра и сплетки кои што ги прави самиот Рипли, така што може да го задржи вниманието на другите и да погледнеме малку повеќе кој е всушност Том Рипли. Зелиан направил сосема собствен приказ на неговиот лик, не баре не постојат филмовите, и направил да не држи воодушевени од секој кадар кој што ги има снимено. Поглед на континуитетот на епизодите, делумно е задржан со оглед на тоа што се предолги, а премалку ликови има,
што знае исто така да биде своевидна кочница во гледањето, така што има преголеми затишја пред бурата, ако повеќе може така да го дефинираме. Погледам градењето на ликовите, ги има малку и може би е така подобро, затоа што фокусот е ставен пред се на Том. Потоа на дечкото и девојката и има поголем број на значајни епизодисти кои имаат минускулен удел за да бидат сведок на поминувањето на Том во градот и мислам дека малку веќе премалку потребно во серијата. Не е во ред да имате предзнаење за неговиот лик, не ни мора да имате, мислам, за да уживате во перформансот, сепак треба да биде вклучен на позначителен начин според мене. А во поглед на аналогија, односно референција, ако барате оригиналната книга е Талентираниот господин Рипли од 1955 година, а нејзини продолженија се Рипли Underground од 1970, Ripley's Game од 74, The Boy Who Followed Ripley од 80 и Ripley Underwater од 1991 година. А слични серии на ова се The Patient, The A-List, Palm Royale, The New Look, The Regime, The Undoing, Olive Kitteridge, извинувам, The Night Manager, The Night of, Fargo, Your Honor, Rectify, Dirty John, The Path, True Detective, Ozark, Mad Men, The Staircase, Inventing Anna и сите стартап преваранти, Escape at Dannemora, Sharp Objects, Sneaky Pete, Candy, Sopranos и You. Секако и филмовите Saltburn, The Jinx и Strangers on a Train треба да бидат реферирани како своевидна естетска потпора за инспирирање на визуализацијата. А во поглед на филмовите кои што претходно се адаптирани на оваа книга, Алан Делон го глумеше овој лик, односно Рипли во Purple Noon од 60-та, Мет Деймон во Talented Mr. Ripley од 1999-та, Ripley's Game, најпрвин Вендерс го адаптираше со Денис Хопер како Рипли, а потоа Малкович го глумеше во адаптацијата од 2002 година. Трагична атмосферата, загарантирана гледливоста, според мене и убедена, и односно убедливоста е постигната. Поглед на епилогот на Рипли му успеа сите да ги прелаже. Инспекторот тоа ќе го дознае најдосна, која ќе ја добие книгата во својата рака за патеписот на малото градче, која што е пишува ликот на Дакота, каде Том си направи нов пасош, за секој случај си го закачи неговото Пикасо на неговиот зид, и волкот сит и овците истрижани. Поглед на евалуацијата од мене има 9 од 10 оваа ТВ серија, а кога е прашање продолжение, иако е минисеријал, нели? Една од екипата на серијата не ја исклучуваат можноста да биде продолжена таа една сезона, но мислам дека нема потреба нови заврзлами да гледаме со Рипли. Не дека детективот ќе го бара од како ќе ја погледне фотографијата од него, не дека другите случаи се кој знае колку интригантни за адаптирање, меѓутоа ќе оставиме на тоа колку ќе има Netflix желба и волја да го отворат чекмеџето за да ги финансираат новите лудори кои што ќе му паднат на памет. Богатиот Рипли кој нема попаметна работа освен тоа да убива луѓе и да си помине најубаво што може во таа брканица со полицијата, надмудрувајќи ги, славејќи си во својот интелект, самиот нарцис со тоа што ќе им се протне низ нивните дланки без да биде уапсен. За крајот на емисијата, како што посочив, слушаме музика на Джеф Русо, кој што ја компонираше специјално за оваа ТВ серија. Вие го слушавте 139-тото издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, каде детално ја анализирав првата сезона на ТВ серијата Рипли. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток нова фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао!